Господине Пендаровски, победите во првиот изборен круг на претседателските избори. Очекувате ли да биде исполнет цензусот во вториот изборен круг и кои се опциите, кои се можностите доколку не се обезбеди цензусот, бидејќи деновиве во јавноста се повеќе се зборува дека изборите нема да се успешни? Па ја не знам кои извори све навести вие следите. Јас она што го следам и што го знам е дека цензус ќе има. И за тоа најмногу ќе влијае тесниот резултат од првиот круг, бидејќи двата големи блока политички кои се сега останати во вториот круг имаат интерес да ги мобилизираат до последен своите поддржувачи и на крајот да се направи цензус. Традиционално на сите избори претседателски од 90 до денес, секогаш во вториот круг има поголема излезност него во први круг. Првиот беше 47,8, значи ја очекувам негде барем од 45% плюс минус и очекувам, да не кажам со 100%, меѓутоа 99% дека ќе имаме претседател избран во вториот круг. Значи, освен мобилизацијата во двата големи блока, постои една голема категорија на луѓе, спрема нашите анализи, која не гласаше во првиот круг, затоа што знаеше секако дека заради законските прагови во втор круг ќе се избере претседател и не излегуваат два пати, излегуваат еднаш кога навистина ќе се носи одлуката. Понатаму постои една категорија на граѓани, на гласачи кои беа практично наши, мои гласачи изминативе неколку години, кои сака на тој начин да пратат опомена до власта дека не се задоволни, можеби на локално, можеби на централно ниво, од она што градоначалниците или владата го правила или не го направила до сега. Меѓутоа тоа се условно кажано наши гласачи кои 16 гласале за нас за ова политичка структура и 17 па и на референдумот минатата година. Ја очекувам дека тука постои една значителна бројка на луѓе кои сега ќе гласаат, бидејќи знаат дека ако не излезат да гласаат, постои шанса опозицијата да добие, а тие никогаш не биле гласачи на опозицијата. Значи мислам дека влогот им е познато на сите кој е и што е нови избори, дека тоа не е само индивидуален избор меѓу Пендаровски и Силјановска, туку станува збор за драстично различни политички концепти и тие ќе излезат по моје убедување поприлично. Значи не можам да видам некој индикатор сериозен кој вели дека ќе биде под 40% одзивот, напротив. Значи разликата што ја споменав, која е тесна 4500-600 гласови и овие неколку категории граѓани кои јас мислам дека сега имаат многу поголем мотив да излезат во вториот круг отколку во првиот. Ја пратија пораката, дел од нив со забелешките кон влада. Премиерот го чувте во неколку наврати рече дека таа порака е примена, дека ќе има и чистки, и метли и така натаму. И јас мислам дека тоа ќе биде доволно, не за сите се разбира, што абстинира во првиот круг, меѓутоа за еден дел од нив да излезат и да гласаат на пети. Како ќе се обидете да ги поттикнете граѓаните да излезат да гласаат во вториот изборен круг, оние кои што нели првиот круг го бойкотира, и дали ќе се обидете да придобиете дел од гласовите кои што во првиот изборен круг ги освои Блер Имрек? Главниот мотив за тие што не гласа во првиот круг, реков, ќе биде концептот кој јас го нудам заедно со оваа цела владеачка структура која ме поддржува и сите политички партии за тоа. И мислам дека тука ќе најдат мотивација многу од граѓаните да гласаат, затоа што објективно сите знаат, значи најголемиот дел граѓани знаат дека она што го нуди господјата Силјановска е само префарбано ВМРО ДПМН од времето на Груевски, дека само имињата се различни. Инаку гласањето за Силјановска сите знаат дека е гласање за Ѓорги Иванов де факто, гласањето за Христијан Мицковски која предложи и ја избра во таа партија е гласање за Груевски. Сите знаеме дека Груевски од Будимпешта ја раководи таа партија ден денеска. Никој не сака, дури луѓето кои се членови на ВМРО да се сомнам дека сакаат да се вратат годините на Никола Груевски, кога многу фамилии беа зацрнети, многу бизниси беа елиминирани. Во Македонија немаше основни човекови слободи и права, немаше никаква слобода на медиуми. И ја знаат разликата на тој план. И знаат дека ова што го прави владата е во добра насока. Се разбира, не може преку ноќ тоа што било девастирано, а практично сите државни институции беа девастирани, не може да се оправи преку ноќ. И јас знам дека добар дел од луѓето ќе токму на таа опција ќе поклонат верба од овие причини. Да не заборавиме, заморот на кај луѓето од политиката го прави своето. Јас постојано го повторувам тоа дека имавме многу избори, многу гласања во изминативе години. Меѓутоа сепак мислам дека овој пат влогот е навистина голем, за да не се вратиме, не дај Боже, во тие црни, темни, транзицијски и лоши години на Груевски фамилијата во кој малкумина просперира и тие што просперира беа или дел од неговото семејство или беа членови на ВМРО ДПМН. За нас другите практично немаше никакви шанси ни за работа, ни за просперитет, ни за политичка активност. Ја паметам пред 5 години кога бев кандидат за иста оваа функција, ја не можев да влезам во овие национални телевизии што ги нарекуваме од МРТВ па до останатите. Че јас прв пат влегов, да ви споменам еден интересен детаљ, во Сител телевизија влегов
сега во рамки на кампањата прв последниве не знам колку години, сега е драстично различна ситуацијата и луѓето не може да не го чувствуваат. Има забелешки, се разбира со право, дека владата не испорача со таа брзина со која сите очекувавме, меѓутоа ако не се даде предност на оваа опција, тогаш таа некоја друга политичка структура уште помалку ќе оди по овој пат. Тие ќе направат ревизија на се, као што не кријат дека ќе направат од Преспанскиот договор, од законот за јазици, од договорот со Бугарија, и тоа е комплетна и моментална блокада према евроатлантските институции, тоа го знаат сите, без надворешна помош, без да бидеме асоцирани во тој заеднички европски пазар, ние не можеме да одиме напред. И јас мислам дека најголемиот дел од граѓаните ќе го препознаат тој момент и баш заради тоа и ќе гласаат. Заедно напред е слоганот со која барате поддршката од граѓаните на овие избори. Во кои области Македонија се движи напред во моментот? Се движи напред во областа на човековите слободи и права, се движи во областа на слобода на медиуми и се движи со огромни чекори напред кон евроатлантските интеграции кои се предуслов за развој. Знаете што се е направено, еве овој месец имаме одвај 2 години од упадот во собранието, че организиран обид за државен удар од тогашната партија на власт, која не сакаше мирен трансфер на власт, иако беа сите предпоставки тука, тоа да се случи со 61 пратенички потписи, тие тоа го попречуваа. Неколку пратеници знаете дека беа на работ меѓу живот и смрт. И за само 2 години да направите таков исчекор, да бидете поканети за во НАТО и сега во јуни очекуваме датум за преговори со Европска унија, тоа не го даваат како подарок европјаните туку така. Јас мислам дека тоа го чувствуваат сите. Граѓани гледаат, го препознаваат и се разбира дека во делот на животниот стандард се направени известни позитивни придвижувања и тоа не е доволно. Меѓутоа, немој да заборавите во моментот кој е формирана владата на Заев, 1 јуни 2017, ние сме во рецесија 1,7%, што зборам за економијата, а последниот квартал имаме напредок во БНП 3,7%, значи скоро околу 5,5% имаме разлика во само 2 години со огромен долг, огромно задолжување на државата. Сега финансиите се стабилизирани, значи и во тој дел се чувствуваат тие позитивни ветришта и јас се надам дека тоа на луѓето им е јасно и дека имено затоа ќе им дадат шанса на ова владеачкава структура и партии да продолжат понатаму. Се поинаку ќе значи враќање назад, а како тие луѓе владеат, тоа се истите луѓе. Неколку имиња се само различни, како тие луѓе владеат, знаеме. И не случајно виниме било не повторило се. Тоа беше стварно травматско едно доживување и случување кои ја тврдам дека и на членовите на ВМРО ДПМН не им беа пријатни во некои периоди од тие 10 години. Господине Пендаровски, што вас разликува од претседателскиот кандидат на ВМРО ДПМН и коалицијата, дали сте надпартиски кандидат? Освен името и презимето и полот, ме разликува политичкиот концепт. Јас сум непартиски кандидат, бидејќи не сум член на ниедна политичка партија, иако сум од 2011 активен во рамките на оваа иста политичка коалиција. Ме разликува концептот кој го нудев и пред 5 години и од познати причини не успеавме да добиеме мнозинство. Значи тој концепт е ова што велите слоганот заедно напред. Држава во која не сме да има привилегирани и подценети или подчинети луѓе, не сме некои граѓани да се од прва класа, некои да се од последна класа, не сме да има етничка заедница која е привилегирана во однос на другите етнички заедници. Сите мора да имаме апсолутно еднаква шанса за живот, за просперитет, за кариера, за правење семејство тука. И мислам дека во тој дел сме поприлично успешни, затоа што и 2016, а и на овој прв круг од овие претседателски избори добивме значајна бројка, доминантна бројка од гласови од сите етнички заедници, од немакедонските етнички заедници, што не е случај со другиот, со опозитниот политички концепт, кој објективно е етноцентричен, кој многу не ги третира на рамноправна основа другите етнички заедници освен македонците и што е најлошо, се обидува да фаворизира членови на само една политичка партија, во нивно време членови само на само едно семејство. Чи стварно мислам дека станува збор за една застарена 19 вековна популистичка и националистичка политика, која никому во Европа не му донела добро, ниту на некој балкански народ му донела позитивни промени, ниту нам ни донесе и позитивен ишекор и внатре и на надворешен план во периодот 2006-2016. Вие овдека, прочем, во Куманово најдобро го знаете. Таа политичка опција никогаш не победила во посткомунизмот тука и тоа не е случајно. Вие знаете практично на кои луѓе, на кои концепти да им дадете доверба, дел од нив сигурно не оправдале 100% тоа што ветиле, меѓутоа знаете дека тоа е патот по кој е единствен, исправен и продуктивен. Се друго е залажување на народ, колку да се дојде на власт и после тоа пада во вратите Груевски, кој веќе доволно искраде од оваа држава, избега од правдата и се повторно да му даете шанса да раководи
да ја води државата веројатно во ќорсо. Како тоа е, мислам дека е луксус кој не смееме да си го дозволиме. Преголем е ризикот сега да дадеме шанса на наследниците на Груевски кои се уште под негова директна контрола да повторно бидат на чело на Македонија. На што прво ќе се фокусирате доколку станете председател на државата, нели граѓаните ви ја дадат поддршка? Па јас имам намера од првиот ден, ако ја добијам довербата, да се посветам на политичките одлуки и на проектите или законските проекти кои не носат кон Европа. Мислам дека тука ќе има, бидејќи со НАТО, ако ја добијам довербата, со НАТО нема да има никакви лавирања, се знае дека некаде до крајот на годината отприлика ќе станеме полноправна членка, меѓутоа имам намера да се вклучам во поддршка, директна политичка поддршка на преговорите со Европската унија. Тука има значајни реформски проекти кои во сферата на правосудството, во сферата на администрацијата, има некои други битни сфери, образование, здравство и така натаму, кои не ми се директна надлежност, меѓутоа можам како председател да ги поддржувам. Мислам у тој дел да дадам поддршка и да повикам и експерти од опозицијата да се вклучат во тие преговарачки тимови, бидејќи навистина сметам дека само најдоброто од Македонија кога го собереме на едно место може брзо да ги помине тие преговори, што и час поскоро да не внесе во Европската унија. Значи, по мое убедување, клучен проект кој ќе биде баш од стратешко значење за нас наредиме неколку години и се преговорите со Европската унија, бидејќи тоа е дефинитивно организацијата во која ние од која ќе се зачленеме ќе видиме многу голема корист и додека преговараме ќе имаме корист, меѓутоа мораме што е можно побрзо, ако е можно најбрзо во историјата на таа организација да ги поминеме тие преговори, да не чекаме, не знам, 5 или 10 години, ако може и побрзо. И мислам дека сите политичари, особено ние на централно ниво, треба да се посветат на таа задача, бидејќи е од ултимативна важност за младите генерации кои немаат време повеќе за чекање. Ако тоа не го направиме и ако не одиме со големи, не со обични, со големи чекори кон ЕУ, мислам дека ова малку младина што ни остане дефинитивно ќе се замине и нема да се заврти назад. Одржавте повеќе митинзи, но чинам дека приоритет овој пат им дадовте на интерактивните средби со граѓаните. Што е она што им го порачувате на граѓаните на овие средби? Да, јас тоа го правев, тој концепт го воведов, се надевам, прво македонската политика и 2014 година, со тоа што овој пат отидовме во уште поголем екстрем, да кажам во наводници. Во тоа време не само што разговарав со граѓаните, сега и ги почнувам и ги завршувам, ја ги водам и моите трибини и да ви кажам право баш уживам во тоа, бидејќи сакам да ги чуем луѓето и не сакам да им држам ја политички предавања па тие да ме слушаат и да аплаудираат на крајот. Сакам да има една интерактивност во која има многу паметни работи да чуем од нив, кои понатаму може да ми помогне да биде некоја моја проекција во некоја област за Македонија подобра. И сосема на крајот, очекувате ли победа во вториот изборен круг и дали очекувате фер и демократски избори? Да одговорам на второто, очекувам фер и демократска атмосфера, бидејќи гледате прелиминарниот извештај на ОПСЕ од ИХР мисијата, немаше скоро никаква забелешка на првиот круг. Многу би ме зачудило ако за 2 недели од првиот круг имаме ние, не знам, катастрофални избори. Очекувам да бидат навистина европски изборите како што беа оценети од сите за првиот круг, а се разбира очекувам и победа, бидејќи мислам дека значаен број луѓе во вториот круг ќе ја препознаат платформата политичка за која се залагам и која сакам да ја имплементирам ако ја добијам нивната доверба.